Наивни граѓани плаќаат рати од туги подигнати брзи кредити. Само во изминатите 15 на месеци, дури 12 лица од источниот регион во полиција пријавиле дека плаќаат туги рати, односно станале корисници на брзи кредити без да знаат. Измамите најчесто се случуваат на социјалните мрежи, каде на граѓаните им биле злоупотребени личните податоци од лични карти, трансакциски сметки или здравствени легитимации. Па многу брзо лесно, може и друг да ти изваде, викат. Со други податоци негови може да ти извадат и друг човек. Многу се заглавиле таква. Агресивните кампањи што ги водат така наречените продавници за пари, лесно ги придобиваат граѓаните кои тонат во долгови. Минатата недела реагираше и народниот правобранител, кој посочи дека граѓаните воопшто не се информирани и не знаат во што се впуштаат. Позади рекламата брза исплата и рати без камати се кријат трошоци кои би можеле да достигнат и до 50% од износот на кредитот. Едноставното онлайн одобрување на заеми е причина за многу од граѓаните свесно да заглават финансиски. Имам луѓе познати што се земале што не може да се очистат. Па опасни се, што по самото тоа што имат ненормални каматни стапки. Сега како ги наплаќат и тоа е опасниот момент. За друго не знам, не сум корисник на кредити воопшто, а па на брзи дефинитивно. И од штипската полиција алармираат граѓаните да не наседнуваат и особено да бидат внимателни на кого ги споделуваат податоците од личните документи. Доказ дека лесно може да се извади брз кредит е последниот случај во Виница, каде вработена во подрачната единица на ПИОМ на туѓо име успеала да подигне 4 кредити, како и случајот со затвореници од штипскиот затвор, кој на име на Охриѓанец зеле кредити во висина од 100.000 денари.